Иако датумот за избори политичките лидери веќе го договорија, власта повторно намаса ја става опцијата за одложување на изборното соочување. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска во интервју за 360 степени остава можност предвремените парламентарни избори кои треба да се одржат на 12 април да бидат одложени. Причината за тоа според неа би била доцната ратификација на протоколот за НАТО во шпанскиот парламент по изборите во оваа земја. Иако, како што вели Шекеринска, е запознаена со црногорскиот преседан. Парламентот во оваа земја го ратификувал протоколот пред тоа да го стори и шпанскиот. Во моментот кога ќе ги имаме сите податоци, тогаш треба да носиме одлуки. Се измеѓу ќе биде шпекулирање што би било кога би било. Прв приоритет ни е тоа што тешко го спечаливме, да не го испуштиме од рака. Ние на сите членки на НАТО им се јавувавме, ги молевме по специјални процедури да забрзаат. Неодговорно ќе биде тогаш кога топката ќе преде на наша страна од теренот, ние да кажеме, сега сме ние на пауза 1-3-4 месеци. Опозицијата е против одложување на изборите. Оттаму велат дека ако тоа се случи ќе биде доказ за паниката ке власта поради слабиот рейтинг. Не верувам дека власта сама може да одлучи да ги одложи изборите. Секако тоа е се можно со власта на Зоран Заев. Меѓутоа, од друга страна, тоа само ја покажува паниката, стравот и она што значи реалност во нивните сознанија каква е состојбата и дека изборите ќе ги изгубат и тоа со огромно мнозинство. Опцијата за одложување власта досега неколку пати ја спомена. Премиерот Заев рече дека би било недозволиво откако ратификацијата ќе помине во парламентите на земјите членки на Алијансата, Македонија да нема собраниски состав кој тоа би го потврдил. ВМРО ДПМН пак стои на тезата дека собранието и кога е распуштено, по потреба може да биде свикано. Тоа го пренели и уставни експерти на последната лидерска средба ке Пендаровски.